Добре дојдовте во Fairplay, ве поздравувам сите вас кои што сте наши редовни гледачи, па и ова неделно попладне ќе го минеме заеднички на телевизија Телма и тоа со една можеби поинаква тема од она на која што вообичаено сте навикнати во овие наши минутки. Нашата денешна тема е поширока, поврзана е секако со спортот, можеби најмногу со рекреативниот тип на спортување, меѓутоа ги допира и темите поврзани со начинот на кој што ги третираме нашите природни убавини, степенот до кој што сме запознаени со убавините и природата на Македонија и начинот на кој што се однесуваме кон сите тие нешта. Верувам дека она што ќе го слушнете ќе биде и едукативно и можеби ќе ве мотивира да промените некои нешта во вашето, односно во нашето однесување, тоа важи за сите нас подеднакво. Можеби помладите генерации воопшто не знаат дека кај нас постои регата која по реката Вардар од Велес се одвива со крајна цел во Солун, па истата таа ќе се одржи оваа година во месец јуни. За повозрасните можеби ќе биде убаво да слушнат дека таа традиција се одржува еве долги години и дека можеби некогаш ако било невозможно целта да биде во Солун, односно таа регата морала да заврши во Македонија, сега тоа е променето. Како сите овие луѓе, јас би нарекла до некаде дека си ентузијасти, од друга страна си професионалци, затоа што таму мора да има безбедност, успеваат да ја изведат регатата, верувам дека ќе биде интересно да слушнеме. Ќе имам двајца гости во студиото кои што долги години се дел од оваа голема организација и очекувам од нив да слушнеме доста интересни информации. Ве канам да бидете со ова ново издание на Fairplay. Знам дека за многумина звучи чудно, можеби и невозможно, дека во Македонија на реката Вардар имаме регата и да, тоа е вистина, особено ми е драго што ќе слушнете дека станува збор за една голема веќе и долга традиција, годинава ќе продолжи и се што е поврзано со незиното организирање, со улогата која што ја има, целта која што ја има, затоа што не зборуваме само за еден спортско-рекреативен аспект, туку многу повеќе, ќе слушнете во продолжение, затоа и ми е драго што оваа тема ја избравме да биде дел од ова ново издание на Fairplay. Во студиото имам двајца гости, ова се двајца луѓе кои што се меѓу двигателите на целата идеја и незиното реализирање, иако ќе слушнете, учесници има многу, па ред е да ви ги представам. Со нас во студиото Ангел Чагушев, кој што е старешина на извиднички одред Димитар Влахов, од име со ред, главен капетан на вардарската регата Гемиџи, тоа име го носи, и воедно професор по спорт и спортски активности. Добре дојдовте во Fairplay. Ви благодарам за поканата и учеството во вашата емисија. Да, и заедно со вас господинот Владимир Ивановски, веќе кажав, исто така колеги сте, пријатели и со заеднички сили го правите цело ова нешто. Добре дојдовте во Fairplay. Хвала на поканата. Реков, специфична тема, се разликува од цело оно што досега сме имале во емисија, не е професионален спорт, има некоја рекреативна нишка и аспект, меѓутоа е една долга традиција. Реков, за многумина звучи невозможно, и тоа е првото прашање, како на нашата река, што е еден од најголемите символи на Македонија, Вардар, да се плови и да се изведе безбедно една регата. Очигледно возможно е. Па да, возможно е, затоа што оваа регата не е, што викаат старите, тиква без корен. Значи, оваа регата функционира уште во поранешна Југославија, некаде почетоците се во далечната 78 година, кога ентузијасти од кајакарските клубови во град Велес и извинчката организација од град Велес, кои што едни со други се дополниле, едни со камперска опрема, други со пловна опрема, започнуваат да организираат првата вардарска регата Гемиџи. Значи, но тогаш почетоците биле чисто авантуристички, чисто дел од кајакарите, љубовта кон кајакарењето, и извиници дел од љубовта кон логурувањето, ги споиле и успеале да ја формираат и едноставно регатата ја терале во 3 дена, стасале до Гевгелија. Тоа било така. И така одева приказната. Едноставно, почетоците се така почнати. Не е нешто дека ќе биде тоа голема манифестација. Туку двете
спортско-извиднички друштва се организирале и си направиле забава. Но таа забава после 40 и повеќе години дојде да допринесе, да дојме до ситуација да на големо ниво е организирана варската гемиджи, која што лани за прв пат од Велес пристигна до Солун. Има ли некаде каде што се соочувате со проблеми, ако земеме предвид како Вардар и неговото корито изгледа сега? Затоа што е различно некогаш и сега. Глобално Вардар, пошто живе река, викаме Вардар се менува. Секоја година е различен. Не, ние обично пред да тргнеме, пред регатата да почне, поминуваме корито да го преверуваме, за да видиме што се сменило. Имавме лани, имаше дождови, беше повисока 23-та, така да за 7 дена, 8, од кога поминавме, веќе беше сменето, па моравме да правиме. Иначе глобално Вардар е пловен по цел тек. Има места кај што се помирни, се лавави, имаме баш адреналински места, имаме места кај што треба да сме многу внимателни, ама цело гледано со добра организација е едно многу убаво доживување. Во делот кога веќе поминуваме граница во Грција, таму е порамен дел и тоа е веќе од после Поликастро е веќе Вардар мирен. Дури е и спортот е веќе Таму може би имате најмногу работа. Вие, од физички најтешкиот дел аспект. е тоа, затоа што таму се движи водата со максимално негде со 2 км на сат. А пошто поминуваме негде 25-30 км на една етапа, тоа се 15 сати, ние треба тоа да го обрзаме, значи има многу веслање. Има многу веслање, тоа ми е многу важен, тој спортски аспект и моментот дека треба сите, предпоставувам, да бидат психофизички и соодветно подготвени за тоа, за таму да си поминат убаво, тоа да го издржат, но да биде и безбедно. Па вака, Јана. Ајде. Значи, 5 дена, Велес Солун, 50 степени, 280 километри. Не е малку Не е воопшто. малку. Ајде дека е 50 степени, ама имаме 50 степени од озгоре и 50 степени рефлексија од водата. Значи, екстремно лоши услови. Значи, без физичка подготвеност тоа тешко може. И пазете, ние во тие 280 километри целосно весламе на раци, нема никакви мотори. Нема помош, тоа е многу важно. Нема Тоа е многу мотори, важно. значи целосно се весла. И ние, кога сме присутни на некои регати низ Балканов, каде што секаде се со мотори, и кога разговараме, дури малце сме им несериозни и смета дека ние као буквално нереално да прикажуваме ситуацијата. Кога доаѓаат овде, веќе сме имале многу пати гости, вика, ова е буквално, вика, спартанска работа. Па спартанска работа. Спартанска работа. 280 км на раци. Има ситуации каде што и чамците се дигаат на раци за да се помине. Тоа се тие места некој каде што е потешко, каде се, може ли да ми кажете отприлика во кои делови тоа се случува? Најголем проблем да се помине. Многу луѓе, пример, не знам, во Република Македонија, дали знаат дека реката Вардар е преградена Неготино со брана. Добро. Уствари тоа е браната на ТЕЦ Неготино, која што ја напојува термоелектрана со техничка вода. Ние мораме да влеземе во браната. И тука има 8 капи. 6 капи се затворени, каде што е дигната водата, и у 2 треба да влеземе. И водата, знаете што прави? Тоа е вртлок. Да. Ако нема тука безбедност, поставување на елеци, кациги, внимавање во влегувањето во капиите, одма може да се случи тоа што не да се случи. Сега два аспекти. Прво, уште малку околу подготвеноста. Учесниците, од која до која возраст ви се? Затоа што се разликува подготовката, верувам, за некој кој може би помлад и понеискусен, со некој кој што, иако е повозрастен, ама па е искусен. Знае што го чека. У принцип, тоа се искусни кајакари, кои што Имате кајакари. Имаме кајакари, искусни извинци кои што ја поминале регатата, и полнолетни граѓани на град Велес. Претежно. За нашето помладо членство и измеѓу нас во чамците. Што гарантираме за помлади. Тие си имаат други задачи. Да, верувам дека тие помагаат на друг начин, меѓутоа да. Прво треба да видат Вардар, да го помина тоа, и со годините како иде, стекнуваат искуство, и утре
Они ќе се. Иначе во текот на цела регата, со нас секој пат има кајакари кои што одат напред, ни се очите, маркираат, има ти правиме мовет. Може вечерта дрво да падне Вардар и да направи голема белја. Тоа се пред нас, ни маркираат, исто имаме од Црвен крст луѓе, што се во регатата, и се грижиме доста за безбедност. Тоа е многу важен сегмент. Од страна која се гледа луѓе кои се расположени, полни адреналин, ама се е организирано и точно секој момент се знае што се прави. Паралелно нас не прати целокупна техничка поддршка од копно. Значи сега кога заминавме и во другата држава, комплетно бевме со GPS координати за да знаеме кај да се пронајдеме, кај да не пронајде пратњата по СУО, бидејќи мора да имаме, не дај Боже ако се случи нешто. Мора да имаме контакт со пратњата на СУО. Без тоа нема поаѓање. Само што кога ќе слушнеме титулата капетан, на сите ни е јасно дека тој е главен. Ама за да бидеш главен, треба да ја понесеш и одговорноста. Во што се разликува вашата улога од сите останати учесници на регатата? Мојата улога е следна, значи пред поаѓање сите мислат дека регатата се дуеме у чамци и се возиме до Ѓорѓевле или до Солун. Без дозвола од Охридска капетанија не сме да поидеме. Добиваме дозвола од Охридска капетанија, бидејќи како што се вози по аутопот со возило, возиш по река Вардар со чамец. Писмена поддршка од Транспорт и врски. Дозвола поддршка од ЕСМ, од Електрани на Северна Македонија, за да ни пуштат доволен дотурна вода, бидејќи со оваа вода ние не можеме да стажеме. Потребно ви е дополнително значи на 8 часа ни пуштаат количина на вода, за да ние знаеме точно на кој интервал на веслање ни доаѓа тој интервал кој што ќе дојде од Козјак. Ете тие работи кои ги подредиме, ете тоа се дел од капетанските работи кои што треба да се средат. Во логистиката, а на лице место? А на лице местото командата последна е моја за поаѓање, престројување и каде да продолжиме и како да продолжиме. И каде прекинуваме. Еве сме имале ситуација пред 2 години, не успеавме поради нискиот водоток на Вардар, не можеме да пристигнеме до Криволок. Донесов одлука дека мора да се прекине. Таа одлука јас се носам. Прекинувам регата, барам поддршка од Арама, доаѓа Арама, не товарам камиони и не носи ги што треба. Бидејќи и од Министерство за одбрана имаме добри релации, они ни даваат голема поддршка во делот на сместувањето на Криволок на првата етапа и поддршка каде што ни е потребна во делот на транспортна опрема. Велешани ја држат под контрола, целосно работава или може некој што друг град од Македонија да биде учесник? Значи, го примате во вашето друштво. Ова е велешка традиција, но секој што е надвор од Весен добре дојден гости на регатата. Значи нема никаков проблем. Значи на регатата доаѓаат и надвор од Велес, од другите градови и надвор од Република Македонија. Имате и гости од странство? Да. Со оние регати кои што соработуваме. Значи регатата од Савска регата Шабац, еве сега одека сликиве кои што се од регатата од Брчко. Значи сега го прошируваме нашето работење со балканските регати, едноставно да дадеме и еден туристички акцент на Република Македонија и туристички акцент на самата Вардарска регата, како што овие регати се големи туристички манифестации во Република Србија, Хрватска, Босна. Може би ќе рече некој, сметам дека имам добар чамец, сметам дека имам добро друштво, има кој да весла, меѓутоа не оди тоа така. Мора некои правила да се испочитуваат, верувам. У принцип вака, значи ја да кажам, значи ние одиме на веќе луѓе кои што се вклучени поголем делот во регатата. Јасно. И они кои што искажуваат желба за да се како нови да се вклучат се под наша контрола. И втор ден они веслаат под наша контрола и ги гледаме како работат и имаме влијание над веслањето. Тоа значи и со ваша опрема? И со наша опрема комплетно, значи опремата на Вардарска регата ГМГ е комплетно на извинички одред Димитар Влахов и едноставно во годините кои што секоја сме кубуреле народно кажано со опрема, па сме чекале поранешна територијална одбрана да ни даде, поранешна цивилна заштита да ни даде, сега веќе го немаме тоа. Имате ваша? Имаме лично наша одредска опрема, каде што можеме да обслужиме 50 луѓе без проблем. И така таа бариера дека немаме опрема, веќе ја нема.
Гледам и на фотографиите различни типови или исти типови на чамците. Различни се типовите. Добро. Како сме можели да ги набавиме, таков е типот. Но функцијата е иста. Со годините, како се нашло, така се купило. Да. Но како и да е, нема проблем. Нема проблем. Безбедно функционира. Функционира. Можете гледате и на сликите, се гледа и дрвената гемија. Дрвената гемија не е секогаш дел од регатата. Некогаш можела, некогаш не можела. Таа беше голем дел од регатата, но вјак. Значи, поради тоа што дрвената гемија е буквално апликација на старата велешка гемија. Од 18 метра, со ширина од 6 метра, каде што... Идентично да... Не е идентична. Ова е намалена само. Ова е намалена? Намален. Во 1870 година, кога почна гемиџиите да возат роба, во Велес имало над 200 такви гемии. Велешките трговци тргувале со тие гемии, од Велес се носела робата за Солун и од Солун се продава према Мала Азија. Ја морам да кажам тоа, значи, најголемата роба која што бил сахтијанот. Луѓето во Македонија, сахтијанот е козјата кожа, која што западноевропските држави ја барале највеќе за госпогите од европските држави, од неј се правеле одела за јавање на коњи, за чокијски одела. Најдобриот сахтијан доаѓа од Велес, од козите кожи. Понатаму тука бил шарлаганот, кој што се правил на големо во Велес, и катаранот или морфиумот кој што се користел за фармацевски потреби. Со тие три производи гемиите биле полни, некаде по 2 тона носеле за... И тоа што кога гемиите се правело од орелово дрво, кога стасувале во Солун, се растурале гемиите и дрвото се продавало, и дрвото. И дрвото? И дрвото се продавало. И робата, и дрвото, и трговците се враќале. Значи 150 гемии имало во момент во Велес. Сега таква гемија ние сакаме да даеме и автентичност на оваа регата. Оваа гемија направивме на 2 пати помала, со истата форма, но 2 пати намалена, за да би можело да влезе примерно во браната во Неготино. Сега условите се такви. Условите на бара се многу посменети, заради тоа оваа гемија е така направена. Гемијата ќе продолжи да се надеваме дека оваа варска регата ќе биде направена за туристички цели. За оние кои што сакаат да се возат, гемијата ќе биде пуштена. Но оваа ситуација Велес Солун, гемијата не може да оди бидејќи царина, граници, подолг период, транспорт и ни прави проблем. Ама за туристички активности за кратки релации таа ќе биде може и ќе функционира. И може би ќе уште неколку гемии направени такви. Споменавме на почетокот околу река Вардар, убави делови, малку покомплицирани и така натаму. Еве сега ќе ми кажете лично. Вие каде најмногу уживате лично? Значи кој дел ви е едноставно најубав? А каде... Јас лично сум човек по адреналинот и најдобар момент ми е мене кога излегувам од браната. Излегувањето од браната? Да, кога минем низ браната, тоа е толку интензивен и напред на адреналин и исто низ Демир Капија која поминува. Тука е се поврзано со Демир Капија, тој предал е атрактивно едноставно. На Вардар нема неубав дел, се е убаво. Буквално каде запомине, единствен дел што мене ми смета, ми боде очи, каде што се тие сепарациите, значи таму дури не знам како, значи тоа има сепарации кои што се Вардар е девастирано, тој дел. За жал. И некако ко помину, не е убаво чувство. Сите меѓу себе викаме гледај што напашо право. И не треба да биде убаво чувството. Треба да се менува тоа. Секаде, значи, е многу убав. И многу е различно кога од Вардар ја гледаш Македонија или кога од автопат го гледаш Вардар. Многу е различно чувството, многу убаво. Јас обично, пошто живеам у Струмица, кога се вратам у Струмица и кога ќе ме прашаат како е, што правите, ја немам одговор. Викам, морам да дојдеш да доживееш, за да го осетиш ти тоа. И обично сум после регатата, со него се смееме, викаме, бат, сега 7 дена нема со кој му не правиме муавет. Едноставно уживаме тоа чувство, сето што сме опоминали, сакаме да го изживеме, да го осетиме тоа убавината. На поинаков начин, на полнати батерии. На тој начин. Сакам да го дополнам, Владимир, се разбира. Исто одличен дел кој што ние не ни влегува во нашата варска регата е течењето од Таорска клисура од Зеленикова до Велес.
Истото е прекрасен дел, ние го имаме веслано тоа, али и тоа е многу прекрасен, многу пати ние размислуваме да се качиме и од тој да почне регатата, чисто заради туристичка атрактивност на регатата. Исто тој дел е многу прекрасен и веќе тоа што Владимир спомна. Таму има анекдота. Ќе ја кажете? Демиркаписката клисура е она што, мислам, многу луѓе го гледаат Вардар, ама кој ќе видиш ти Вардар одвнатре, кој ќе го осетиш мирисот, но ние што викаме велешени, мириса на Вардар. Мириса на Вардар, значи посебен мирис има Вардар. Ние пошто сме пораснали на река Вардар, го знаеме мирисот на Вардар. Тоа е неопишливо чувство на Демиркаписката клисура. Дека не е многу долга, не е многу голема, ама престото не е непроценлива вредност. Сепак е атрактивна и убавина. Споменавте анекдота? Правиме анекдота. Тоа меѓу себе интерна ние. За тоа и не ја спомнав, пошто не е дел од регатата, кога одиме по Таврска клисура. Интензивна, адреналинска, значи многу е добра. И ете ние, например, 4 пати го скинавме чамецот, го закачивме, се заглавивме и кога стасавме, јас лично кога стасав, толку бев истоштен од тоа, што на 4 нози излегов од чамецот. Зема енергија И физички едноставно. Да. Исто беше, ама никој пат не сум имал подобро чувство психички. Значи, Останува тоа. задоволни. Во спомените, да. И тие се успомени што остануваат. И многу пати кога разговараме, памтиш, таа година во што ни се случи таму, тоа е нешто реално што мора да се доживее. Спортско-рекреативната компонента е премногу ја влие ја има во Вардарска регата Гемиджи. Многу луѓе смета дека ние сме биле порано нека мала група кој што сме сакале да направиме нешто, чисто сме имале од тоа интерес и значи 280 километри на раци, кој сака нека ги извесла, па Потоа ќе разговарам. значи тоа е целата приказ, значи. И дури луѓето не веруваат дека тоа може да се случи. Почнав, односно акцент ставив на убавите нешта, така и сакам да биде, но не можеме да го игнорираме моментот кога се ово објаснувате, дека сепак реката Вардар не ни е во состојба во каква што би требала да биде ако ние се однесуваме одговорно кон нашата природа и ако го запазиме тој еколошки аспект. Дополнително што вие со ово имате можност одблиску да видите како Вардар изгледа и по границата, односно по преминувањето на границата. Ајде сега малку и за тоа да ми раскажете. Страшна ли е состојбата во поглед на нечистотијата? Значи, на нашата страна, у Македонија, Вардар е девастиран едноставно. Значи, имаме ѓубриште и смет на секој чекор. И тоа што го гледаме ние е човечка негрижа. Буквално шишиња по Вардар, Пластик, до фрижидери, телевизори, значи секој што има ѓубре го офрла во Вардар. И тоа, пошто нели реката жива, на места кај што се смирува, и тоа се прави едно... Се таложи и е многу странно. Од друга страна, кога поминуваме веќе на грчка страна, Вардар е прекрасен. Значи нема никакво загадување. И таму имаше на 2 места 3 сепарации кај што вадат песок. Беше така организирано, така им беа заградени, каде што они си работеа у рамки на тие 200-300 квадрати кај што им е работењето, реката си беше прекрасна. Не можеш да најдеш една книшка, ѓубре нема, шише не видовме. Смеја кажавме, 2 шишиња видовме и беа, да не ги спомнам брендовите, од македонски брендови беа. Значи, и за тоа стално викам, значи, можеме и ние, само треба да сакаме. Ние како извидници и како гемиджи, имаме и планови, и идеја како сето тоа можеме да го направиме, само треба да имаме поголема поддршка. Во рамките на оваа приказна, значи веќе ние почнеме да го мапираме Вардар, сите тие црни точки, еко загадени зони, како сакаме да ги наречеме, почнеме да ги сликаме, да ги снимаме. Со оваа годишна регата се надам дека дефинитивно ќе ја завршиме таа приказна и ќе ја документираме и ќе ја доставиме до Министерството за животна средина, па понатаму државата нека го решава проблемот. Ние до тука можеме. Понатаму ние немаме ни можност да нешто промениме, ама битно сме инициирале потребата за решавање на реката Вардар. Еколошката катастрофа на Вардар е 5 степен мртва река во Македонија. Реката Аксиос е жива река. Станува за истата река.
Јас во Република Грција не видов ни една канализација насочена кон реката Вардар. А пази, минете низ тоа наше Солунско поле, кај што има индустријски капацитети, живи села, градчиња мали. Една единствена канализација не видовме да е насочена во реката Вардар. Туку само видовме канали за мериоризација кои што изнесуваат водата за оризови полиња, за пченица, за наводнување, за потребите на земјоделието. Значи чиста вода. Рибата, ја видовме и рибарите што риба вадат таму. Тоа што не можеме да замислиме дека на македонска страна ќе има. Јас на една трибина ова го изнесов каде што беа голем број институции надлежни за реката Вардар, кажува дека институциите наши кажуваат дека најголемот загадување доаѓа од Косово, од реката Лепанец. Може доаѓа, да, ама и од Гостивар до Евгелија фи 200 цевки се насочени кон реката Вардар. И плюс, што спомена Владимир, овие кои што вадат песок, земја, сепарациите, душмански го уништуваат течението на реката Вардар. Тоа што рековте спортско-рекреативен карактер, една исто тука неизоставна алка е оној тимски дух и фактот дека сите тие луѓе кои што се таму мора да имаат добра комуникација и поради безбедност и поради сето тоа да се одвива онака како што треба. Кажете ми сега малку и за тој дел. Верувам дека ова е за вас и големо дружење, дека тука има пријателства. Знаело ли некош да има проблеми? 99% се тимски играчи. И што ја лично за ова година, 24-та, што примети, значи ние тргнавме повеќе екипи. Добро. Како стасувавме на кај Грција, посебно делот кога префрливме во Грција, затоа што кога тргнавме, како да го никој не веруваше дека е можно да се помине и да се весла низ Грција. Буквално тие 6 месеци, што нонстоп кажувавме, ќе се оди во Грција, што се не слушнавме дека имавме квалификации наши, ама да сме живи и здрави. Кога префрливме веќе и кога видовме во Солун, вечерта го спиевме, ја видов една екипа. Че ние тргнавме 7-8, правиме тука имаше екипа Гимиджи, има кајакари, извидници, гости. Така, да речеме друштва различни, да. И сега таму веќе, значи како претходни денови седаа различно, една екипа, па некои измешани, последната вечер сите заедно бевме. И сега, кога ќе се сретнеме, тие 20 неколку што поминавме, сме една екипа, се викаме брајт. Значи, веќе сме брајке. Тоа таму што може такви случаи, такви да поврзат луѓе, исто како у екипа тим, кога има еден тимски дух, се успева. Кога ќе почне секој да влече на своја страна, тогаш нема резултат. Ние успеавме и што за нас најмотивирачки е колку повеќе не ни веруваат, нас тоа повеќе не мотивира. Може би у таа наша тимска работа знаеме некој што се скараме и колку што треба и колку што не треба. И многу да се скараме, ама на крај има позитивен ефект. Позитивниот ефект е тоа што ние успеавме да го направиме тоа што многу луѓе не успеале, но живееа да го направат тоа, не успеа. Не рушеа во приказната да не успееме, не рушеа на многу начини, но тоа тимско работа, тој тимски спортски дух, успеавме да го направиме ова што го направиме и за Велес и за Република Македонија. Тој спортскиот дух и секако извидништвото не можеме да го прескокнеме, беа клучна алка, ако добро разбрав, и за да имате добра комуникација со грците, така? Да. Немате сега во поново време обструкции во поглед на тоа што сте македонци, во поглед на тоа што регатата го носи името Гемиджи, мислам не можеме да ги прескокнеме историските случувања, меѓутоа дали е тоа на некој начин надминато спортски во спортски дух? Јас, како да кажам, како главен капетан на регатата, многу страхував од како ќе биде влегувањето грчка територија. Да. Но, од кога почнеме да преговараме 7 месеца претходно со грците, од кога ги отворивме картите дека сакаме да го направиме тоа во интерес на младите,
и поврзувањето на двата комшиски држави, две комшиски држави, Македонија и Грција, и кога со добра намера влегове во приказната, дека немаме никаква ни политичка цел, ни нешто да се докажуваме кој е поголем македонец или кој е поголем грк, од сите овие изминати 30 години кои што успевавме да се натегаме со грците, кога си ја кажаме последната цел дека сакаме од Велес да стасаме до Солун и да оствариме вековната традиција на трговијата помеѓу Велес и Солун и дека да го поврземе Велес со Солун историски како што биле поврзани и живееле братски, немаш веќе никаков проблем. Потпишаме што требаше, потпишаме меморандум за соработка помеѓу Велешките извидници и Солунските извидници. Да, на извидничко. Потпишано без никаков проблем и без никаков проблем влеговме во Грција и грците, може да кажам отворено, многу покоректни беа во организирањето на територија на Република Грција, отколку некои институции кои што ги работевме во Република Македонија. За жал. Некогаш, ја ставам после ова големо моје искуство, некогаш и до нас си е проблемот. Како ги поставиш работите? Начинот на преговарање и начинот на договарање. Да. Сигурно дека е така, но... Ние влеговме таму како Република Македонија, немаше ни норд, ништо, немавме никаков проблем, бевме примени на највисоко ниво и во нивната база Николски Пријанос на 4 км од центарот на Солун, база која што кошта, не знам, милиарда евра, ни оставија буквално грците еве ви ја празна, со храна, со јадење, со Само да пиење, престојувате? само за вас, за 22 македонци. Браво. Еден не рече зошто, како и како. Еве, тука е вашиот дом. Ете, ама извидничкиот до некаде спортскиот јазик полесен е за Полесен разбирачка. изгледа. Да, па не изгледа, тоа е така, Изгледа така, тоа е генерално така се докажало и на оние официјални надпревари, но и во овој контекст. Успеавме, значи. По рекреативен контекст. Кога ќе заврши целата приказна, го објаснивте оној емотивен дел, можеби повеќе, но дали физички сте многу изморени? Да. Морате некогаш да правите паузи поради замор, да речеме нечи замор, да рече не можам, луѓе застанете, не можам да вест. Поддршката од Останатите. Поддршката од копно го превзима ако некој. Аха, поддршка од копно и готово. Поддршка од копно и готово. Јас се ослабев 25 кг. За се спремам затоа што знае веќе дека се 6-7 дена и дека е физички напорно. Спорт и здравје заедно одат. Да. Сега практикувам неделно негде 3-4 пати да пешачам по 10-15 км. Така да ја лично се спремам, оно не изгледа така, ама сум доста активен. Маснотии да се намали што е можно повеќе маснотиите, за да можеме екстремни услови, реално. Многу Значи, е жестоко. 8 кога ќе тргнеме до кај 9, 10, окей, сите сме супер. потоа? Ама од 11 сонцето кога ќе повлече, еве лично на пример носиме тие кошули што се или памучни кошули за да одбиваат и капите. Значи, кога ќе ставиме капата, јас мокра од Вардар, ја ставиме 5 минути, 10 минути За кратко време е сува. Значи, тоа е стварно екстремно, што ама треба да се доживее. Со нас носиме лекар. Комплетно, значи комплетна медицинска опрема од инфузии, инекции, медикаменти, лекарства комплетно. Значи без тоа не поаѓаме. Затребуваат често? Па за сега фала Богу не. Ама ги имаме. А има некој што така бил храбар да сака да оди, има желба, меѓутоа кога дошол на река малку видел дека потешко е? Да. Има? Што многу беше мене чудно, пред 7 години, луѓе кои што ни најмалку не очекував дека тоа ќе се уплаши од таа работа. Да. Припадници на армија од специјални единици. Добро. И што? Момци, Што се случи? здрави, Вака да, големи. ама дојдени да се сликаат. Копертон на сонце, ние се сликаме, селфи си правиме, а Вардар си е Вардар. Нема селфи на Вардар правење. Превртување чамецот, цела опрема под вода, и селфи, и телефони, и опрема по Вардар. За еден за малце тука проблем поврат, сликајки се, си многи Јудимир Капија си заминаа. Значи, на Вардар нема заврканција, нема играње со вода. Импровизација нема. Импровизација нема. Последните минутки ќе ги искористам за на некој начин порака до младите. Вие си имате работа со младите секојдневно.
Го зборуваме тоа често, колку физичкото воспитување на некој начин го губи, можеби своето место, дали го губи, не го губи, каква ни е таму ситуацијата. Јас што сакам да ве прашаме, дали гледате се уште доволно млади луѓе кои добиваат пред се од дома воспитување да се грижат за своето здравје целосно, тука вклучувајќи физичко здравје, меѓутоа и други вештини кои што еве на пример во извидници може да ги научат. Има ли уште интерес за тоа? Или комплетно сме на компјутер префрлени? Да, за жал интересот се губи кај младите, се губи. Јас еве од професионална гледна точка на работа на училиште деца ме гледаат, веслам, ориентација. Дека сте активен, да. Професоре, не ме прашите вие мене се зашто професоре. Вие кај се наоѓате? Зашто вие не дојдете на мојата страна? Да. Зашто вие обратно не го поставиме муабетот? Ама професоре, англиски, виолина, компјутери. Добро, се е легитимно. Тоа не е спорно. Ама малце забава надвор од дома, надвор од мониторот, надвор од типкањето на телефон. Многу тешко е кај деца веќе да се воспостави некоја... Љубовта кон природата е губат, за жал. Таа вештачка интелигенција, која што кажуваат сите веќе, премногу има влијание врз деца. Повеќе во виртуелен свет, отколку во природа. Во природа, да. Тоа е страшна работа, за жал. Еве и сега пред почетокот на емисија си разговараме нешто приватно за околу некои програмски наши активности. Ние самите веќе осеќаме проблем дека желбата за престој во природа кај младите се губи. А за не за поголеми спортски активности. Јас, пошто и магистрирав на моторичките способности на младите, сега да утврдив дека ги губат. Многу се изгубени кај децата. Децата од село се многу поквалитетни отколку градските деца. Во тој поглед. Во тој поглед. Физички. Ама тие се спремни за тоа што дома работат многу други полски активности, земја, нива, бавча работат. Нашиве не. Не дека спорт, ама нашиве градски деца се потешко со нив? Потешко со нив, да. И уште една, според мене, е важна компонента, ама некако и таа како да се губи. Спортот, дури тогаш кога е рекреативен, секој пат ја има надпреварувачката компонента, надпреварувачкиот дух. И не е греда кога еден е подобар од друг, и некогаш ќе победи еден, некогаш ќе победи друг. Меѓутоа, како во поново време родителите почесто да се лутат ако нивното дете не е победник, па ги релативизираме тие работи. Имаме 5 први места, 16 втори места и 13 трети места. Бронзени медали. У Велес сите се прво место. Така е. Да, у Велес нема второ место. Не, значи, генерално, интересот за спортски активности паѓа, времето не гази, само треба, според мене, државните институции многу повеќе да инвестираат во младите, во младинските организации, да имплементираат младински активности, за да можат младите да имаат представа што ги очекува во еден престој, кога има еден престој во природа. Јас носам деца, вака доаѓаат крај нас на средни извици, деца многу ми е тешко да спијат под шатор, да јадат на отворено, да јадат казанска. Вие им давате грашак да јадат во извидници, кога тука е проблем. Многу е проблем кај младата популација. Многу време во планирањето на активностите ние трошиме сега со смислување на начин како да ги стимулираме тие деца, на кој начин да ги привлечеме. За да дојдат. Не значи што не пробуваме. Значи многу е можност финансиски да вложиме да дојдат. Значи нема претходно ние растепме, знаеме дека треба да си плати сам се. Сега ние како дете, значи нема трошкови ништо. Дојди, ќе те однесеме било каде, желба, дружите се деца. И обично првиот пат кој ќе дојдат, имат шок. И сакат за едно 15-20 минути на мама да се јават, на тато да дојде да ги земе. Малку е тешко на почеток. И таков некој доживуваат, нешто им е сосема различно. И сега ние тука успеваме, чекај, дај, преспи, тие што се постари извиничиња, па преспи вечер, утре ќе си одиш. И утре, негде, кај 10 јац кој ќе прашаме, ќе дојдат твоите, не ги викај, многу ми убаво. Убаво, потоа. Значи убаво, ма тешко е да го... Првиот чекор. И тоа го пренетно кај деца, нивото на одговорност им е помала, да покомотно живеат, и тоа нема некоја таква одговорност или да се фокус некој, па да се посветат на нешто. Сега му е интересно
што знам, 2 месеца, 3, после му интересно друго. И... Трпение, некако малку подолга дисциплина нешто. бар. Ние сме били у ситуација дури еве при наши организирани кампови каде што претежно сите тие организирани големи кампови организирани со поддршка на странски фондации кои што учеството е буквално 0 дена, нема никаква наплата, значи некои идат родители ќе прашуваат дали што ќе јадат децата. Не веруваат дека некоја организација вложува во младите. Значи не е којаш се, мислам, ако некој некого го повика на активности го земе, мора да плати. Не е се во парите. Ја имало родители, професоре, што ќе ручат деца? Отидете. Викам, има јеловник. Гладни нема да ги Гладни оставиме. не сте. Ама вика треба плага, ама не, значи некој од некаде платил за вашите деца. Друго е поентата, не е во тоа поентата. Не е во Ве тоа. разбирам. Да разбирате. Добро. И јас ви благодарам што во овие минути според мене кажавте и пренесовте многу убави нешта и убави пораки. И посакувам да стигнат и до родителите и до децата, да продолжите да бидете пример како што сте, затоа што гледам дека има ентузијазам и желба кај вас. И се разбира да посакам регатата да помине во најдобро можно светло. Да, имате уште неколку месеци за подготовка и сакам и верувам дека ќе се видиме и за други теми, и за она што го правите, организирате, работата со младите и сите овие убави аспекти. Јас ако може една на крај, значи сакам да ги повикам бизнис секторот во Република Македонија. Добро. Да на некој начин помогне да оваа регата биде малце по ја издигнеме на малце повисоко ниво. Поатрактивна. Поатрактивна. И подобро. Добро. Значи нека не побара, значи стоиме сме отворени за соработка со комплетно приватен државен бизнис сектор да ги промовираме, да ги рекламираме, да максимално се само за да оваа регата успее и да преку таа регата и државата Република Македонија ги покаже своите туристички капацитети и туристички можности кои што ги нуди. Уште еднаш многу ви благодарам. Се надевам дека темата им се допадна и на нашите гледачи, како што реков, дека ќе биде поттик не само во спортски и рекреативен план, туку и генерално сите оние теми што ги опфативме, поврзани со екологијата и со природата и со начинот на кој што треба да се однесуваме кон неа, особено кога станува збор за Македонија. Нова тема, нови интересни теми ние ќе ви одбереме и за следното наше дружење. До тогаш ви посакувам се најдобро и секако бидете со програмата на Телма телевизија.